новата како кола е многу убава и удобна, лесна за возење. Не е како денешниот да има клима, ESP системи, ABS кочење или борд компјутери, никакви инжекшени, ништо нема. Значи чиста класика, чиста механика. Ретко се вози, значи не се вози константно, се вози например сабота, недела, празник, државен зборам, од причина што не ми е наменета за секојдневна употреба. Сум ја направил од мерак, со мерак се ја возиме, се шетаме локално низ градот, нема искочено уште на автопат, зашто чекаме со тек на време да покаже ако има некоја аномалија или нема, бидејќи се дешава при секоја реставрација да се направи некоја си грешка. Живи луѓе сме. Интересно возилце, јас сум љубител на олтајмери, колекционер сум. Тоа ми е некое си наследство, уште од татко ми, а татко ми го преземал од неговиот татка. И љубител сум на Citroени, бидејќи си имам научено баш на ваков модел да возам. Тоа е Citroen Diana, кој што е произведена 1979 година и вози нормално многу послаб мотор наспрем денешните возила. Интересното е во незе што е уникатна, има специфични линии и не е во голем број во денешницава, наспрем како што се возеле порано. Се одлучив за незе да реставрирам од причина што ја имав, се научив на незе да возам, има интересна воžња, ама се решив да ја направам малце поуникатна и со други промени. Например, како што изгледат, некои си дизајни од мој вкус, мој стил, да биде и ретро, нешто да влече и на модерно, кој што моторот е автентично задржан, со мали некои си измени, кај што ќе вади поинтересен, поспецифичен звук. Многу имам време потрошено заедно со мојот родител, кој што посветивме многу внимание на работата, за да направиме за да изгледа вон стандардно од Диана. Време кое што никој не може да го очекува и да го процени колку би било. Тоа се знак прашање месеци. Кај мене значеше години, од причина што како си имаше можност, време, финанси, се извршува некои процеси постапно. Почната од нула да се реставрира, скроз беше растурена, се обнови скроз све на ново. Сменети се внатре само деталите од седиштето и од воланот, другото све се задржано автентично како што си се вратите, линиите на хаубата, предница, задница само минимално нешто проширена, за да можам да ги ставам помодерните бандажи или алуминиумски фелни, што ви рекли на покултурен начин. Имаме додадено некои си ситни детали, кои што ги немаат другите Диани стандардните. Изведен другиот ауспух од едната страна, фабрички вози само од едната страна, од левата страна поточна, со тоа што добивме многу поспецифичен и поуникатен звук, кој што го немаат стандардните Диани на лик. Оваа доби и лик и интересен звук, кој што многу дава дозначени и ги привлекува гледачите од страна што се учесници во собраќајот. Им привлекува многу интересно внимание, многу се онака возбудени, насмеани. Сите креваат ме поздравуваат, што на почетокот ми беше малце чудно,
ама по сотекот на време, како што проаѓа времето, се навикнуваш и ти станува све поинтересно и сваќаш дека си направил нешто уникатно што не може секој тоа да го има. Здраво, здраво, јас сум Стефан, собственик на Citroen Diana 6 и сум сам приватно работам со дизајнирање на мебел и уредување на станови и куќи и сум љубител на олтајмери. Пред неколку години станав и дел од собирачот на Веспи и во нив вложувам многу време, многу љубов, многу труд, кој што е ретко во денешница да се најде такво нешто. И треба да ги сакаш, да ги цениш нив од аспект зашто ти се дел од фамилијата. Колку што им пружаш љубов, они толку тебе ти пружаат поголемо возбудување и убави моменти пружено заедно со нив. На шетање, на едноставно бањење нивно, перење, како би го нарекле вие, не знам. Ја би го нарекол бањење. И колку му даваш на колку им даваш на нив внимание, толку и они на тебе ти поседуваат поинтересно да ти е кога се возиш и доживувањата се многу поразлични неголи со нормална кола во денешницава. Од аспект што секој може да го има, секој може да го поседува, без разлика дали имал или немал финансии, а вакво нешто уникатно не можеш да го видиш например секој ден. Јас сум љубител на олтајмери, кога ќе видам некој друг, многу ме фасцинира, многу ми дава мотив за плюс уште некои други да ги правам. Олтајмери кои што ги имам зацртано во мојот живот, се надевам дека ќе ми се остварат. Се надевам дека после оваа репортажа ќе добиете и вие мотив за да си направите некој си олтајмер кој што сте го посакувале од детството и дека ќе ви се оствари вашата желба како што на мене ми се остварува постепено. Ден по ден, не може све од денешка да биде. Треба многу време, кое што тоа време на некој начин во денешница викаат времето е пари. Да, точно, времето е пари, ама љубовта и исполнувањето кој што го носиш во тебе, откако ќе го стигнеш нештото кој што си го сакал, ние на пара не ти вреди, ние на денарче не ти значи. Така да се надевам добар мотив ќе ви бидам за да си ги остварите вашите желби во аспект на мотосветот, како што се олтајмерите, спортските нови возила, моторите и сите пропратни адреналински чудовишта што се возат на бензин.